Општина Кавадарци спроведе тендер за набавка на работи за изградба, реконструкција и модернизација на системот за јавно осветлување. Целта е да се унапреди енергетската ефикасност на општина Кавадарци, како и да се подобри квалитетот на животната средина, а при тоа квалитетот на осветлувањето да биде во согласност со меѓународните стандарди и препораки за нивото на осветлување. Предвидено е изградба на нова нисконапонска подземна мрежа за улично осветлување на 17 локации, при што ќе се постават околу 420 метални столбови со висина од 4 до 10 метри, како и штедливи лед светилки со различна јачина во зависност од потребите. Во новата мрежа ќе се вгради 12.000 метри нисконапонски кабел. Освен тоа, предвидено е реконструкција на 800 постојни лед светилки со нови, високоефикасни диоди, дополнително опремени со оптика за распределба на светлината и со предспоен уред кој овозможува во првите 6 часа светилката да работи со 100% од својот капацитет, а после тоа потрошувачката се намалува на 50%. За 103 мерни места за улично осветлување се поставува и систем за далечинска контрола, мониторинг и регулација на уличното осветлување. Тоа значи дека светилките се вклучуваат и исклучуваат централно од едно место според астрокалендарот за општина Кавадарци. Со тоа се постигнува оптимизирање на работните часови за уличното осветлување. Овој систем овозможува постојано следење на потрошувачката на електрична енергија и реакција во случај на дефект, прегорена светилка или див приклучок, односно кражба на електрична енергија. Почитувани, сакаме да ви известиме дека во склоп на модернизација на системот за осветлување е направен и комплетен попис за осветлување во општина Кавадарци. Овој попис, односно овој процес го работиме повеќе од 3 месеци, вклучувајќи специјализиран софтвер за оваа намена, комплетен физички попис на терен од страна на службите во општината од одделението мој општинар. Секој столб има нумерација со баркод по кој ги имаме сите дополнителни информации како тип на столб, дали е метален, бетонски или дрвен, каков тип на светилки има на тој столб и точна локација. И со тоа се олеснува целиот процес на пријавување и разрешување на дефекти во делот на осветлувањето. Со овој попис опфатен градот Кавадарци, вклучувајќи ги Ватша и Глишич, и во тек на наредната недела планираме да почнеме со пописи во сите села на територијата на општина Кавадарци. Општина Кавадарци со голем интензитет работи на проекти преку кои се доближуваме до граѓаните и им го олеснуваме пристапот до општината и достапноста на службите. По тој повод сакаме да ви известиме дека општина Кавадарци официјално е пушта нов систем за електронски да се пријавуваат проблеми, дефекти и консултации до надлежните служби во општина Кавадарци. Тоа го опфаќа делот на комунална дејност, инспекцијски надзор, проблем со осветлувањето и друго. Со комплетен увид на поднесени пријави со статус дали се завршени и што е превземено или одговорено врз основа на поднесените пријави. Тука граѓаните ќе имаат можност на закажување и состанок за пријавен ден со градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев со цел следење на мерките од COVID-19 и помала физичка присутност во просториите на општината и заштеда на време. Ова е веб-базирано решение, че може да се работи од компјутер и од мобилен телефон. На веб страната на општина Кавадарци има информација за пријава и најава на овој систем и комплетно упатство со начин на работа. Благодарам. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.